Во овој момент гледаме втор гол за Вардар, Драгутов. Сам финиш на надпреварот кога Работнички навалуваше да стигне до тој изравнувачки гол, оставајќи бришан простор во задната линија. Вардарците го искористија тоа и со голот на нововлезениот Мато победал со 2:0. Што да се каже за самиот надпревар? Пред се коректен, фер и интересен пред завидна бројка на публика се одигра ова градско дерби. Со овој резултат, може би оние што не ја гледале средбата ќе помисла дека Вардар беше убедлив и доминантен, но повеќе се играше рамноправно, би рекол и на средината на самиот терен, отколку со некои изразити шанси, би рекол и на двете страни. Што се однесува, имаше свирнато пенал на надпреварот за Вардар и по тоа што нашата камера го сними, Ептен беше на ивицата на линијата на 16-тникот. Што нешто повеќе за тоа кажем? Па имаше две ситуации каде што судиската комисија на Фудбалската федерација секако ќе има работа да ги процени овие двете ситуации. Првата е досудениот пенал за Вардар во првото полувреме, во 30-та минута, кога судијата без двумење покажа на белата точка, а Азер Омерагик ја зеде топката од рацете на Закари, кој се подготвуваше да го изеде овој удар и во стил, да не речам, влезе во конкуренција на Франко Барези и Роберто Баджо, шутирајќи високо на пречката. Зборуваме за двајца фудбалери кои на светското првенство 94 година промашија серијата пенали, и тоа се случува. Втората ситуација беше кризна за Вардар, односно имаше потенцијален удар од 11 метри за Работнички и ова сигурно ќе најде на анализа кај судиската комисија и кај судиски одбор. При резултат 0:1 за Вардар, 75-та минута, Работнички беше во напад. Беше евидентно дека Матеј Ангелов беше во срцето на 16-тникот, добро се загради, ја прими топката, направи трзај, да не речам лажњак, со телото и ногата, го изфрли одбранбениот играч на Вардар, а потоа се чини дека беше благо повлечен, падна. Се гледа тоа на камерата, јас успеав да судијата бавто остана нем, тоа е негова проценка и одлука, реков, и во овој случај можеби домашниот тим Работнички ќе има забелешки, но така е кога го немаме тој вар систем и кога овие дискутабилни ситуации не можат да се потврдат. Било за првиот случај кога беше досуден пенал за Вардар, било за вториот случај кога судијата не се одгласи за Работнички. Еве се играат последните минути од овој надпревар, реков Вардар води со 2:0. Дали ќе се сложиш со мене дека денеска Работнички не игра онака како што знаел и сме го гледале да одигра, значи ова беше некоја блага така бледо издание на Работнички. Впечатокот е тој, Работнички атакува на висок пласман, ако не на шампионската титула, тогаш оние второ, трето место кое носат излез во Европа. Клубското раководство не ги крие овие амбиции, па и подобното салдо го наметнува тоа. Од она што го видовме денес, мислам дека Работнички не изигра на тоа потребно ниво како аспирант за висок пласман.
дека играше слабо, меѓутоа немаше агресивност, немаше да кажам таа еуфоричност, желба да се еве го и крајот на надпреварот. Значи да ремизираме Работнички Вардар 0:2. Вредни бодови за Вардар после ремито со Беса на градскиот стадион и да напоменеме дека овој надпревар поради затварање на градски стадион се игра на стадионите на ФФМ. Да, имаше алтернатива, мажеви се одигра на спортскиот комплекс Петар Милошевски на терените на ФФМ. Спортски поздрав на актерите. Видливо е разочарувањето кај фудбалерите на Работнички за разлика од радоста кај вардарците. Но јас по мојите мислење скромно, нестручно ќе кажам, Работнички знаел да изигра многу подобро. Па да, реков на овој надпревар немаше многу шанси. Новинарскиот бележник бележи може по една-две, така најмногу 3 изразити шанси. Вардар одигра можеби тактички интересно е што тренерот Гоце Седловски повторно направи рокади во стартниот состав. Очигледно дека стратегот на Вардар ги бара позициите за стартните 11. А впечаток е дека овој пат не сгреши што Сековски, Спахиу и Михаил Маневски почнаа од самиот почеток, иако овие тројцата ги немаше во составот против Беса, само 3 дена претходно одигран. Додуша Михаил Маневски влезе во 46-та минута против Беса, денес стартуваше и можеби Седловски го реши тој проблем по левата бочна позиција, како што го реши по десната со Јанкулов. Еве еден интересен момент, значи да споменеме дека денеска комити беа овдека на еден дел од трибината. Еве сега ќе пробам оддалеку да ги доловам. Значи во она ќошенце се собра комитите, дадоа повторна поддршка на својот Вардар и што туку слушнавме како им пеат на фудбалерите дојдете кај комити, но за жалење нема. Старата песна, значи војната продолжува, нема примирје, нема луле на мирот. Што да кажеме за оваа ситуација? Еве и за овој народ што го гледаме како се заминува, да споменеме, не можам да кажам бројка, но имаше солиден број на гледачи овдека на стадионот на ФФМ. Па со оглед на капацитетот, можеби. Со оглед на тоа дека е работен ден и во работно време, значи се имаше една љадарка, да, апострофираме дека и потенцираме дека Работнички како домаќин на овој надпревар добро го организираше надпреварот. Сведоци сме во оваа, да кажам, ложа каде што беа и Вардарови представници, имаше представници од Работнички. Сето тоа е нено ниво кое треба да се практикува во македонскиот фудбал и кое личи за една силна лига, да кажам. Да ремизираме 22 коло, со ова коло завршува да кажам првиот или вториот круг на првенството. Ке се знае резоследот на 12 екипи и веќе во недела стартува тој трет круг, односно завршницата каде што секој со секој ќе игра само по уште еден надпревар, меѓутоа многу интересно ќе биде, многу важно да се види еве и Вардар и Работнички со кои противници каде ќе се сретнат, односно дали ќе гостуваат на аспирантите за прво место, односно овие кои се борат за опстан на Вардар ќе ги пречека најдобрите. Да се одјавиме од центарот Петар Милошевски. Работнички Вардар 0:2. Полувреме 0:1.
Guarda dove perché va Sroko na Skahir, na Vardar, Novo Glasa 0-1. Cavali figli de belli
Браво, Беси, браво, Беси. Ајде, Мате, стигај. Браво, Мате, браво, Мате, браво.